Дата центрите се иднината на човештвото и владата ќе го преземе институционалниот ризик и ќе ги изгради. Струјата ќе ја плаќа оној што ќе ја троши, а во денешно време има многобројни начини за ладење на овие центри, вели премиерот Мицкоски. Македонија треба да одлучи дали сака да биде лидер во регионот или на дното, но од оваа индустрија владата нема да се откаже. Се разбира дека ова е пазарна демократија и пазарно општество, струјата ќе ја плати оној кој што ќе ја троши, по цена по која што ќе ја договори на слободниот пазар. Кога станува збор за системот на ладење, и тука сакам да кажам дека они испраќаат пораки кои што се стари 10, 15, 20 години. Има сосема поинакви начини на ладење во зависност од намената на тие дата центри, дали тие ќе се користат за вештачка интелигенција или за други цели. Но исто така сакам и една друга работа да ја кажам, која што досега многу малку се комуницира. Ние во државата имаме дата центри. Ние имаме дата центар во Прилеп, но тој дата центар е практично секундарен или дата центар кој што ние го нарекуваме recovery дата центар. Планот на владата е со грант од Европската унија да се изгради национален дата центар кој ќе ги собира податоците од сите институции и ќе ги штити од сајбер напади, а ќе биде поврзан со секундарниот дата центар во Прилеп. Сега секоја институција од сајбер напади се брани како знае и уме. А потоа тој примарен дата центар ќе го поврземе со веќе постоечкиот секундарен дата центар кој што е во Прилепско, за да имаме заштита. Ако не дај Боже настане, би рекол, упад во системот на интероперабилност, да можеме преку секундарниот дата центар да ги заштитиме податоците. Од опозицијската СДСМ вела дека немаат ништо против инвестиции кои носат развој, работни места и нови технологии. Но инвестициите мора да бидат во интерес на Македонија, а не ресурсите на Македонија да се стават во функција на туги профити. Мицкоски не кажува колку струја и колку вода ќе трошат дата центрите. Не кажува дека земјоделците може да немаат вода за нивите и дека граѓаните ќе плаќаат повисока цена за струјата. Македонија нема ресурси за експерименти зад затворени врати, особено не со водата. Во држава во која граѓаните веќе се соочуваат со проблеми со водоснабдувањето, загадени реки и труење во Гостивар, власта планира огромни потрошувачки на вода без да ги објави основните анализи. Истото важи и за струјата. Македонија нема стабилен енергетски систем, за Мицкоски однапред да ветува државни ресурси, без јавноста да знае колку ќе чини тоа и кој ќе ја плати сметката. Ова не е стратегија за развој, туку опасно коцкање со водата, струјата и земјата на граѓаните, велат од опозицијската партија. Премиерот вчера соопшти дека веќе се преговара со 5 до 6 потенцијални инвеститори за изградба на дата центри во Македонија. Тамара Дичевска, Сител телевизија.